Почитувани представници на медиумите, почитувани присутни, добар ден и добре дојдовте на денешната пресконференција. Истата ќе биде поделена на 3 дела, при што најнапред ќе се осврнам на реализираните проекти во периодот зад нас, ќе информирам за активностите кои се во тек, како и за предвидените проекти за спроведување во текот на оваа година. Во изминатиот период од стапувањето на функцијата до денес, јас како градоначалник и локалната самоуправа реализиравме повеќе проекти кои несомнено придонесуваат за подобрување на севкупните услови за живење на граѓаните на општина Неготино. Меѓу другото, за потребите на населението и пружање на побрзи и поефикасни услуги, во употреба го предадовме новиот граѓански услужен центар. За промоција на туристичките потенцијали на општината во функција го ставивме туристичкиот инфоцентар. Во селото Црвени брегови се изгради и веќе е предадена во употреба нова и современа училишна зграда, додека во склоп на дневниот центар Порака е изградено и веќе функционира новото игралиште за хендикепирани. Во склоп на спортско-рекреативниот центар Младост изградено е ново фудбалско игралиште, кое можне скоро ќе биде ставено во функција. Комплетно е уредена и асфалтирана обиколницата околу Неготино, санирани се и асфалтирани делови од патниот правец Неготино-Кавадарци, кај така наречената кривина на смртта, а исто така реализирани се и активности за асфалтирање на неколку улици во градот. Паралелно, во континуитет се врши одржување на уличното осветлување и урбаната опрема и нивно обновување. Се поставува и обновува уличната сигнализација, а во соработка со ветеринарната станица спроведивме и во тек е акција за третирање на бездомните кучиња во градот. Што се однесува до активностите во населените места во општината, покрај изграденото училиште во Црвени брегови, во село Војшанци поставена е фекална канализација. Саниран е еден од најоштетените патни правци од Горни Дисан до Вешје. Во Требник го надминавме проблемот со водоснабдувањето, додека и во останатите населени места се предвидени повеќе зафати. Што се однесува до одвивањето на тековните активности, би потенцирал дека е започната и се гради нова современа физкултурна сала во склоп на Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи. Започната е постапка за изградба на градска капела, интензивно се одвива изградбата и реконструкцијата на патната мрежа во градот. Течат активностите за отварање на деловно информативен центар за зајакнување на малите и средни предпријатија. Започнати се и се одвиваат активности за решавање на проблемот со водоснабдувањето на жителите од село Долни Дисан, а паралелно сме ангажирани и околу реализација на донесените програми за работа на општина Неготино. Во периодот пред нас, приоритет во Неготино ќе дадеме на изградбата на градската капела, за која се обезбедени потребните 10 милиони денари, завршени се административните процедури и наскоро ќе стартуваат и градежните работи. Наш приоритет е и решавањето на долгогодишниот проблем со водоснабдувањето со кредитни средства од Германската банка за обнова и развој, чиј гарант е владата на Република Македонија. Станува збор за средства во висина од 3 милиони евра, со кои во првата фаза ќе се изврши замена на постоечките водомери, а во втората ќе се изврши комплетна замена на водоводниот систем и на старите азбестни цевки со нови, што веруваме дека ќе придонесе за драстично подобрување на водоснабдувањето и долгорочно надминување на овој проблем. Исто така, изготвена е потребната техничка документација за изградба на комплетно нов деловен центар во Неготино на местото на руинирана сала на Друштвото за телесно воспитување Партизан. Во соработка со надлежните државни органи, правиме напори за создавање услови за отварање на дисперзиран факултет за лозарство во Неготино, а за таа цел се планира ревитализација на зградата на поранешното средношколско училиште. Продолжуваме со асфалтирањето на улиците во градот, а во населените места планираме реконструкција на 3 патни правци и тоа: Неготино-Курија во должина од 3,5 км, Неготино-Тимик 1 км и 4 км од патот од Неготино до селото Криволак. Заедно со Агенцијата за млади и спорт во употреба го предадеме новото фудбалско игралиште, а наскоро очекуваме да стартуваат работите околу изградбата на тениските терени во населбата Сааткова. На крај би сакал да додадам дека иако не се потенцирани, во локалната самоуправа се одвиваат и други активности, согласно програмите за работа донесени од Советот на општина Неготино.
Благодарам.